Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. 1 април 2016 година. Добар ден, јас сум Славица Арсова, уредник и водител на радиопрограмата која ќе ја следите во следниот еден час. Доцна синоќа преку партиско соопштение ДУИ соопшти дека ја напушта владата, односно ги повлекува своите министри и заменици министри. Во кусото соопштение не беа наведени причините за овој потек и беше најавено дека повеќе детали ќе бидат соопштени денеска, но дел од медиумите, повикувајќи се на неофицијални информации од партијата, соопштија дека причина за ваквиот потек на ДУИ е објавувањето на незаконски прислушувани разговори на лица од врвот на партијата. До овој момент нема подетални објаснувања од ДУИ, а молчат и СДСМ и ВМРО ДПМН, како и гарантите на договорот од Пржино. Неизвестно е што ваквиот чекор на Ахмети ќе значи на само 6 дена до денот кога треба да се распушти парламентот за да се одржат избори на 5 јуни годинава. Аналитичарите со кои разговарав доцна синоќа и утринава имаат поделени мислења и ги отвараат можностите за спроведување на повеќе различни сценарии од овој момент па до понатаму. Со оглед на фактот што ДУИ беше силен поддржувач на договорот од Пржино и зацртаниот датум за избори 24 април, Ахмети уште при првото одложување на изборите во февруари посочи дека нема да има следно одложување и дека тој е подготвен да ги преземе сите чекори за да биде гарантиран и зацементиран датумот за одржување на изборите, а тоа е 5 јуни, а од некои неофицијални информации тогаш протече информација дека Ахмети дури за време на преговорите рекол дека е подготвен и на своја лична оставка од лидерската позиција на ДУИ, доколку повторно се направи силен притисок за одложување на изборите. Ако се тргне од оваа претпоставка, тогаш првото сценарио би било ДУИ да презема чекор со кој ќе се олеснат условите за распуштање на собранието и ќе се предизвика одржување на изборите на закажаниот датум кој што беше договорен, а тоа е 5 јуни и распуштање на собранието на 7 април. Втората опција за аналитичарите е помалку веројатна, но сепак постои. Тоа е поради силни притисоци за ново одложување на датумот, ДУИ да предизвикува избор на нова влада која би имала поинаков состав од сегашниот, односно би се вратила на составот пред договорот од Пржино, што значи дека ДУИ има 9 пратеници, тоа е повеќе 9 министри, се извинувам, тоа е повеќе од 1/3 од вкупниот број на министри во владата, па за избор на 9 министри е потребно да се спроведе процедура за избор на нова влада, која подразбира враќање на мандатот кај шефот на државата, кој што треба да го даде на лидерот на партијата која има парламентарно мнозинство, односно која ќе обезбеди парламентарно мнозинство, а тоа во случајот е лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, па од овој момент па натаму сите опции се во игра. А трета опција е во поставување на ново парламентарно мнозинство со или без ВМРО ДПМН. За оваа опција аналитичарите сметаат дека е најмалку можна. Секако аналитичарите со кои разговарав оставаат и други опции во игра, како што е одлука на техничкиот премиер Емил Димитриев за зголемување на овластувањето на замениците министри во моментот во ресорите кои ги предводи ДУИ. Во секој случај утрово е рано за силни тврдења, уверувања или прогнози, па треба да се почека и да се види со какви информации ќе излезе во текот на денот Демократската унија за интеграција, како и останатите партии во Македонското собрание. Во ова издание на Пулт, бидејќи е навистина рано за да се прогнозира што и како ќе се случува на нашата домашна политичка сцена, ќе се фокусираме на добрите работи. Ви најавувам разговор со првиот човек на младината на ВМРО ДПМН, Владимир Неловски, со кој ќе разговараме за веќе спроведените, но и проектите кои што се во најава, кои треба значително да го подобрат стандардот и квалитетот на животот на младите во Република Македонија. Со разговорот почнуваме веднаш по музичкиот вобед. Се најавив на самиот почеток, мој гостин во Пулт денеска Владимир Неловски, Унија на млади сили на ВМРО ДПМН. Добри дојде во Радио Слободна Македонија. Благодарам на поканата и добро најдов. Денови дава вашата партија отчет, презентира што било сработено и најавува нови проекти кои што треба да се реализираат и по изборите на 5 јуни. Што е она што според вас најклучно кое што беше спроведено во делот кој што ги засега младите, во делот на младинската политика? Во однос на младите многу важно е намалувањето на партиципацијата. Со тоа намалување на партиципацијата за студентите им се овозможи на сите млади луѓе без разлика на нивниот социјален статус да можат да се образуваат и да одат на факултети и да го завршат своето високо образование, за разлика од минатото каде што факултетот со тие партиципации од 800.000 евра, 1.200 евра беше нешто кое што може да го искористат само дел од младите луѓе. Потоа тука си бесплатните учебници во средното образование. Знаеме сите порано одевме на
импровизираниот пазар кај Министерството за надворешни, што е сега, ги продававме книгите за да купиме нови книги за оваа година, и младите луѓе меѓу себе, средношколците, гледа, некој имаше нови книги, некој имаше малку подскинати книги, така натаму. Со воведувањето на бесплатните книги во средното образование успеавме да ги направиме сите деца еднакви. Но исто така важни се и мерките и проектите за навработување. Како ВМРО ДПМН во изминативе 10 години постојано се грижиме да се намали невработеноста во нашата земја, и мислам дека исто така целиот сет на мерки и проекти кои што ги взимаме во таа област се исто така многу важни. Но како концепт проект, според мене лично, најголемиот проект е тоа што ВМРО ДПМН и оваа влада предводена од Никола Груевски им даде можност на младите луѓе да одлучуваат за својата иднина, односно многу млади луѓе добија клучни позиции каде што можеат да ги решаваат младинските политики и работите кои што ги интересираат младите. За разлика од минатото каде што за да има некоја функција во државата беше малте не требаше да се има седа коса, нашиот председател им даде можност на млади кадри 27, 28, 29, 30 години да се докажат и да го покажат својот квалитет, со што младинската енергија заедно со искуството кое што доаѓа од поискусниот кадар во нашата партија даде еден добитна комбинација која што е веќе 9-10 година поред прави мерки за младите, но и пред се за сите граѓани. Ајде да почнеме со она што можеби е најважно за младите, тоа е дали тие си ја гледаат својата перспектива во земјава, пред се мислам дека тоа зависи од можностите да најдат работа. Што беше преземено за да се отворат повеќе работни места и колку мислите дека намалувањето на невработеноста кое што беше направено во изминатите години и отворањето на нови фабрики придонесе за младите да почнат да си ја гледаат иднината тука? Најпрвен во однос на вработувањето сакам да истакнам дека во сите странски инвестиции кои што доаѓаат во Македонија, голем дел од луѓето кои што се вработуваат во тие инвестиции се токму млади луѓе. Но како влада и како партија чувствувавме дека тоа не е доволно се со цел да ги задржиме и да одлучат младите да градат својата иднина тука. Токму затоа се направија низа проекти и мерки се со цел да се стимулира младинското вработување. Токму затоа од 2013 до 2015 беше направен акцискиот план за вработување на млади луѓе, во кој што имаше низа мерки се со цел да ги ставиме младите еден чекор понапред пред другите категории на пазарот на трудот. Би сакал пред се да истакнам мерката за вработување на млади лица до 29 години, преку која што сите предпријатија кои што вработија младо лице до 29 години беа ослободени од плаќање на придонесите за социјалното осигурување во првите 12 месеци, со што на ниво на цела Македонија 12.186 млади луѓе го најдоа своето работно место. Оваа мерка беше времена од 2014 до 2016, но не беше единствена која што ја превземавме се со цел младите луѓе да го најдат своето работно место. Сметавме дека освен формалното образование, важно и неформалното образование. Токму затоа имаше многу обуки кои што како влада ги понудивме на младите луѓе, се разбира бесплатни, се со цел да им го дооформиме нивното неформално образование и да ги обучиме на оние алатки кои што им се потребни при нивното вработување. Тука исто така и мерката практиканство кај познат работодавач, со кој што се обидовме на еден начин да ги споиме младите луѓе и бизнис секторот да дојдат во контакт и се со цел да има што е можно повеќе млади луѓе кои што ќе го најдат своето работно место, но не е важно само вработувањето на младите луѓе. Нам ни е важно и се поголем број на млади луѓе да започнат свој бизнис. Токму затоа има многу проекти со кои што ги стимулираме младите луѓе да се обидат да бидат сам свој газда, ќе речам. Затоа се дадоа многу грантови, многу кредити по екстра поволни услови кои што ги нема, да речам, никаде на Балканот, се со цел младите да бидат стимулирани онаа идеја која што имаат многу голем број на млади луѓе да пробаат да реализираат, бидејќи не секогаш идејата и мотивот за работа е комбинацијата која што е добитна. Во многу пати
пати финансиските средства се пречката која што ги невозможува младите луѓе да дојдат до свој собствен бизнис. Токму затоа оваа влада им излезе во пресвет и им ги понуди финансиските средства кои што им беа потребни на многу млади луѓе да започнат свој бизнис. И на моје огромно задоволство гледам на секаде се повеќе млади луѓе кои што се обидуваат во некој сегмент, дали е во трговијата, дали е во гостителството, но сепак се гледа дека се буди конечно после 15, 16, 17 години од самостојувањето на Македонија и напуштањето на тој социјалистички систем, се видно е дека кај младите луѓе се буди капитализмот и тоа капиталистичко размислување дека не треба да чекаме од државата, туку треба самите да пробаме и да најдеме начин како да заработиме и се разбира ако имаме идеја и можности да започнеме свој бизнис. Морам да се слушам дека да, тоа е многу важно, но колку образовниот систем им помага на младите да го изградат тој предприемнички дух кој што треба да го имаат за да започнат свој бизнис, да имаат своји идеи и да го избегнат она за кое што говорите и кое што постоеше во минатото, очекувањето да се влезе во државната администрација и потоа да се чека државна пензија. Го напоменав неформалното образование како само додаток на она кое што младите треба да го имаат, а тоа е формалното образование. Во овој сектор направивме колку што ниедна влада се разбира нема направено од осамостојувањето. Значи беа реконструирани 390 училишта, средни училишта. Беа направени над 30 нови училишта, со што на еден начин се даде една основа за да имаат најпрвен квалитетно средно образование и основно образование. Потоа го направивме задолжително средното образование се со цел да нема млад човек кој што нема да го заврши барем средното образование. И подоцна, по завршувањето на средното образование, направивме напори да го доближиме високото образование кој што до пред 2006 беше, да не речам, мисловна именка за многу млади луѓе, да го доближиме до нив. Како го направивме тоа? Најпрво ја напоменав партиципацијата која што беше намалена, но тоа не беше доволно, бидејќи има многу млади луѓе од различни рурални средини во Македонија на кои што им беше многу голем финансиски товар да дојдат во Скопје да студираат. Токму затоа во 2007 го отворивме универзитетот во Штип Гоце Делчев, каде што илјадници млади од Источна Македонија преку самите факултети во Штип, но и дисперзираните студии кои што беа направени од тој регион има можност да студираат и да имаат помалку трошоци нивните семејства. Истото важи и за Универзитетот Свети Апостол Павле во Охрид, кој што го отворивме во 2009 година, со што им дадовме можност на младите од тој регион исто така да не мора да доаѓаат во Скопје да имаат дополнителни трошоци. Во однос на студентскиот стандард би напоменал, оваа влада, иако ќе се согласам дека не е перфектно и дека треба се уште да работиме на тоа прашање, е единствена влада која што има барем цигла поместено во студентските домови. Значи го реконструиравме студентскиот дом Стив Наумов, еве сме во фаза на реконструкција студентскиот дом Гоце Делчев, веќе најавивме изградба на 3 нови студентски домови, со што де факто правиме нешто кое што до сега од 91 до значи денеска ниедна влада не го направила. И знам дека ќе треба извесен период да помине за да се подобрат условите комплетно во студентски домови, но одиме натаму. Нашиот претседател веќе и најави дека ќе има промена на мебелот во сите домови, со што студентскиот стандард ќе се подигне, се разбира, и удобноста на студентите во нивното секојдневие ќе биде подобрена. Пред 2006 година имавме многу случаи каде што студентите учеа од српски, хрватски, англиски скрипти и така натаму, односно нема добар материјал за учење. Токму затоа го направивме проектот за 1000 научни книги од светски познати автори, односно автори кои што се професори на светските најреномирани универзитети. Значи тој проект е при крај, со што ќе се добијат 1000 такви стручни книги преку кои што младите студенти ќе можат да учат. Значи нема да учат од скрипти, туку ќе учат од книги кои што се напишани од најдобрите професори во светот. Потоа значи направивме исто така проект за преведување на научни и стручни книги и стручна литература. Со тоа
ги ја доведовме светската литература поблиску до младите луѓе. Но ова се само дел од проектите во образованието со кои што се обидовме да го направиме подобро образованието за сите млади луѓе. Значи би сакал да истакнам дека многу од мерките кои што ги превземаме посебно во образованието не секогаш им се симпатични на прв поглед на средношколците, на студентите, но верувајте тоа е за екстерното тестирање беше значи, можеби еден од најкритикуваните проекти. Токму така. И проекти кои што можеби на почеток не ни дава некаков резултат, посебно некако партија, но долгорочно тие млади луѓе Македонија има бенефит од тоа екстерно тестирање. За разлика од нас социјалдемократите, значи само поради дневно политички поени најавуваат дека кога би дошла на власт би го укинале екстерното. И ние знаеме дека сега 2 месеци пред избори да го кажеме дека ќе го укинеме екстерното, дека можеби ќе добиеме кај одредена група на млади луѓе од тие години, но целата слика кога ќе се погледне, тие млади луѓе и Македонија ќе изгуби на долг рок. Не постои ниту средношколец, ниту студент кој би бил пресреќен доколку му се даде макар и половина нов испит, а не пак еден процес како што екстерното тестирање. Во изминатиот период можевме да видиме и беше можеби една карактеристика за владењето на ВМРО-ДПМН во изминатите години, градењето на спортски сали, возможувањето на услови за младите да се бават повеќе со спорт. Дава ли некаков резултат градењето на толков број на спортски сали низ Македонија? Се зголеми ли спортскиот дух кај младите? Мислам дека спортскиот дух никогаш не бил намален, туку младите луѓе не секогаш имале можност да одат и да спортуваат. Знаеме многу луѓе кои што се моја генерација дека главна преокупација во детството ни беше да најдеме камења, да ги поставиме на улицата и да изиграме на партија фудбал. За новите генерации, за среќа на новите генерации, тоа повеќе не е така. Значи во цела Македонија се изградени над 200 спортски објекти, значи спортски сали, тениски терени, повеќе наменски игралишта, фудбалски игралишта, со што се направи потребната инфраструктура за младите луѓе да можат да го практикуваат спортот. Знаеме во какво општество живееме, знаеме дека младите луѓе прво нешто кое што ќе станат наутро е нивниот телефон, Facebook, интернет и така натаму, дека многу мал дел од времето го поминуваат надвор и токму затоа како влада и партија се чувствувавме одговорни да им дадеме што е можно подобри услови на младите луѓе, се со цел да спортуваат што е можно повеќе. Но тука не се само овие инвестиции во, да речам, стандардните спортови, спортските сали, тениските игралишта и така натаму. Се погриживме и да им помогнеме и на екстремните спортови. Значи изградивме спортската карпа за спортско искачување тука на кејот на реката Вардар, која што е уникатна и која што е можеби најдобра на Балканот. Потоа го изградивме скејт паркот тука во Скопје, кој што е по најсовремени светски стандарди и на него може да се надпреваруваат меѓународни надпревари да се одржуваат тука во Скопје и ред други активности со кои што го стимулиравме. Значи овој ќе го кажам спорт кој што е од масовен карактер. Но исто така помогнавме и на професионалните, да речам, спортисти или пак спортистите кои што ќе бидат иднина на оваа земја. Токму затоа веќе повеќе години се дава стипендијата Спортска надеж, на која што секоја година 500 млади спортисти им се дава стипендија, годишна стипендија со која што се стимулираат тие да повеќе да тренираат, повеќе да се фокусирани на самото тренирање, а не на други работи и едноставно да ги интересираат само резултатите. Воедно, исто така преку Агенцијата за млади и спорт имаме направено и многу други проекти кои што се поврзани за младите, освен спортот. Значи тука се проектот Млади уметници, тука е проектот Млади писатели, Млад програмер, со што се обидовме да направиме мерки, проекти за секоја можна категорија на млад човек, односно сите млади ги интересираат различни нешта. Ние се обидовме да допреме до секој млад човек колку што можеме се разбери, колку што дозволуваат условите. Например, еден од таквите проекти
е проектот Урбан Зид. Сите знаеме дека сите оние графити кои што се прават на секаде, не само во Македонија ни светот, таа урбана уметност е најактуелна помеѓу младите, но воедно и е противзаконска. Токму затоа го направивме проектот Урбан Зид, каде што преку Агенцијата за млади и спорт во повеќе градови поставивме места каде што ќе биде законски дозволено нивното изразување, урбано цртање на младите луѓе. Значи, континуирано се обидуваме да најдеме начин како да ги подобриме условите за живење на секој млад човек. Не зборам само за спорт, за култура, образование, вработување, и мислам дека, како што напоменав на почетокот, резултатот од тоа е поради фактот што млади луѓе се на клучни позиции и дадено им е шансата да им помогнат на своите сограѓани, на своите врсници, бидејќи младиот човек знае најдобро што е за младиот и знае најдобро што им треба. И токму и затоа, како подмладок, во изминатите неколку месеци организиравме низа на трибини и средби со млади луѓе во цела Македонија. Со младите од Босилово, со младите од Битола, Струмица, Куманово, Скопје, Бутел и така натаму. Во секоја општина бевме и ги прашавме младите луѓе што им е потребно. Тие ни кажаа што им е потребно во секоја општина, но и на глобално ниво на Македонија, и токму преку тие трибини беше создадена и новата, да речам, дел од новата програма за млади за овие избори во јуни месец, односно сетот на 40 мерки кои што веќе се најавени. Мислам дека Груевски, лидерот на вашата партија, промовираше дел од тие мерки. Тука би можела да ги стакнам: купи куќа за млади, изградба базини, фитнес сали, читални, бесплатен железнички превоз. Да. Што се планирате да содржи оваа предизборна програма? Дали се ова презентираните мерки, мерките на кои што ќе се темели програмата во делот на младите? Во текот на изминатите неколку месеци најавивме 40 мерки кои што се за млади луѓе, од кои што 40 мерки веќе 5 се активни и младите можат да ги искористат. Со тоа покажавме и докажавме уште еднаш дека дадениот збор од ВМРО ДПМН е исполнет. Ние не ветуваме брда и долини, ветуваме работи кои што сме свесни дека можеме да ги оствариме. Значи, овие 40 мерки се разбира дека ќе бидат столбот на младинската кампања и младинската програма на ВМРО ДПМ, но нема да бидат единствени. Значи, ќе има и дополнителни проекти кои што ќе бидат во интерес на младите луѓе. Во однос на овие проекти кои што се веќе активни, би сакал накратко да ги споменам. Тука е проектот Купи куќа за млади до 35 години, кој што е мега проект и кој што е единствен во Македонија, но и многу поширок. Значи, пред неколку дена имав средба со мои врсници од Холандија, кога им го кажав проектот, значи не може и тие да сватат како владата им дава толку помош на младите луѓе за да дојдат до свој сопствено домување. Преку овој проект младите луѓе можат да изберат две опции, два модела. Првиот модел, значи преку покривање на месечната рата, доколку го одберат овој модел, владата во првите 8 години ќе субвенционира 80% од кредитот, 20% ќе си го плаќа младиот човек. Додека пак 9-та, 10-та и 11-та година младиот човек ќе плаќа 50%, владата ќе покрива 50% и до крајот од кредитот младиот човек ќе треба да си го оплати остатокот од кредитот сам, но ќе добие 11 години директна поддршка од владата. Некој ако се одлучи да го земе овој проект сега во 2016 ќе има помош од владата до 2027 година. Тука не застанавме, значи секаде каде што имаме градоначалници, односно локална самоуправа, каде што се луѓето од ВМРО ДПМН градоначалници, се нафатија да им излезат во пресрет на младите луѓе и да им најдат локации за оние кои што немаат, се разбира своje земјиште, да пронајдат локации и да им се овозможи ова нешто да го искористат. Ваков проект е еднаш уникатен и ги повикувам сите млади луѓе што сакаат да дојдат до сопствен дом да се пријават. Во однос на условите, значи се обидува позицијата, не знаејќи што да направат во однос на овој проект, да направат некој спин дека младите луѓе нема да можат да аплицираат доколку имаат под 900 евра плата. Не, овој проект е за сите млади до 900 евра плата, доколку се поединци, доколку се во брачна заедница до 1300 евра. Значи, односно,
огромен број, 90% од младото население влага во овие услови. Значи, ви објаснив првиот модел, сега би го сакал кратко и вториот модел, преку кој што ќе се субвенционира 100% самото учество во кредитот, со што и како се дава еден финансиски стимул и помош на младите луѓе да дојдат до свој дом. Потоа доаѓаат некои помали проекти кои што се веќе активни, но се разбира не се да се занемарат. Тука е проектот за бесплатен превоз на сите студенти од државните универзитети, кој што започна од 1 јануари и до пред некој ден 15.130 студенти веќе има искористено оваа мерка, што покажува дека оваа мерка и како им помага на младите студенти. Потоа тука се обуките за компјутерски вештини и за странски јазици, каде што огласот е во тек и сите млади може да се пријават во агенцијата за вработување. Сите млади кои што се невработени можат да се пријават и да ги искористат овие обуки. Потоа тука е средношколската среда, каде што им овозможивме на младите луѓе да одат во театар, на кино, на жичарницата на Водно, во музеите бесплатно. Заинтересираноста и за овој проект е голема и можеме да видиме дека секоја среда некој од театрите или пак кината низ Македонија се преполни и чекаат млади луѓе да бидат дел од тие представи и проектот Слободен викенд, железнички викенд, преку кој што им овозможивме на младите луѓе од март месец 2016 не само третиот викенд во месецот, туку и секој прв викенд во месецот младите луѓе да можат да патуваат со железничкиот сообраќај. До 27 години треба да се младите, така да еве ги повикувам исто така сите млади луѓе кои што сакаат овој викенд да прошетаат некаде низ Македонија, бидејќи сме прв викенд од месецот, да искористат оваа мерка и да отидат, се разбира, бесплатно некаде во некој во Битол, овие од Скопје младите во Битола, во Велес или обратно, и на еден начин тие средства да се ги искористат за нешто друго. Другите 35 мерки и проекти се најавени, значи од 2016 до 2020 планирано да се реализираат. За голем дел проектите веќе почнаа подготвителните активности, за некои проекти се бараат дури локации каде би се лоцирале и стационирале, со што можам да истакнам дека овие неколку години ќе бидат убави години за да се биде млад човек во Македонија и токму со овие мерки сметам дека ќе ги убедиме младите луѓе дека својата иднина треба да си ја гледаат во Македонија и треба да не само да ја гледаат во Македонија, туку и да го инвестираат своето знаење и квалитет во развој на нашата земја. Интересно да се слушна изминатиот период, изминативе месеци, како многумина велат, за малку не ја фатив оваа мерка, бидејќи ја надминав таа старосна граница, што е навистина интересно и позитивно. Кога го дадовте вашиот отчет минатата недела, Социјалдемократскиот сојуз реагираше, тие велат, ние сме оние кои ќе овозможат сигурна реализација на проектите во делот на младите. Имате ли конкуренција? Дали Социјалдемократскиот сојуз во изминатиот период презентираше проекти кои што на предстојните избори ќе покажат дека имаат подобар метод, подобри проекти со кои што ќе овозможат кои ќе обезбедат поддршката од младите? Од она што можам да го забележам по медиумите, Социјалдемократскиот сојуз и нивната младина ветуваат помалку апстрактни проекти. За разлика од нас каде што кажуваме проекти со конкретни рокови, со конкретни финансиски импликации, кога би започнале и така натаму, тие кажуваат апстрактни работи, односно ќе го направиме тоа и тоа. Не кажуваат како, не кажуваат кога, до кога ќе биде тој проект. Значи нема никакви подетални информации околу нивните проекти. Еден од главните постулати на нивната програма, младинска, претпоставувам ќе биде укинување на екстерното. Она кое што го зборевме пред малку и за кое што кажав дека е најверојатно поента за да се направи дневно политички поени. Но нешто што е поинтересно е, а може многу младите луѓе да не го знаат, тоа е лицемерието на СДСМ и нивната младина околу проектите. Јас не велам дека во Македонија се розево идеално, но да не се пофали ни еден проект од кој што директен бенефит имаат илјадници млади луѓе е несфатлив. Не само што не ги не наоѓаат за сродно да речат ова е одличен проект или браво барем за овој проект, туку во повеќе наврати се покажува дека и ги кочат проектите кои што
директно младите имаат бенефит од нив. Например, овој мега проект за кој што зборев, Купи куќа, не знам од кои причини претседателот на младината на Социјалдемократскиот сојуз, дента кога се гласаше оваа мерка во собранието, значи мерка од која што директен бенефит ќе имаат илјадници млади луѓе, одлучил да не присуствува и да не гласа за оваа мерка. Значи, тоа е едно огромно лицемерие со кое што се покажува колку тие се грижат за младите луѓе. Најверојатно тоа е поради фактот што можеби тој и неговите родители може да си приуштат за куќа, стан или така натаму, но има млади луѓе кои што не можат да го направат тоа и ние како политичари, посебно млади политичари кои што имаме контакт секојдневен со нив, треба да сме свесни и треба да го направиме се што е во наша моќ за да им помогнеме на што е можно повеќе млади луѓе. Исто така в случај имаме околу новиот универзитет Дамјан Груев. Мислам дека можеби ова е и апсурд и за прв пат во светот се случува претседател на некоја младина, на некоја политичка организација да се бори отворено против отварање на универзитет во одредена земја. Значи, несватливо ми е зашто се бори против тој универзитет, отварање на универзитетот Дамјан Груев, при кој што исто така голем број на млади луѓе ќе добијат шанса да се образуваат на помала партиципација. Не сите може да си ги дозволат висините на приватните универзитети. Најверојатно претседателот на младината на Социјалдемократскиот сојуз ја го имал тој луксус да си го приушти, односно да не оди на државните универзитети, туку да си оди на приватен универзитет и да си го плати своето студирање, но многу млади луѓе ја немаат таа можност. Наша обврска како политичари е да им ја овозможиме на сите оние, без разлика од каде доаѓаат и во каква социјална состојба се, да им дадем услови за да тие го постигнат она што го посакуваат. Се разбира, сите посакуваат да се образуваат и да станат чинители во ово општество. Така да мислам дека Социјалдемократскиот сојуз и младина ќе продолжат и понатаму и во иднина да ветуваат, јас го нарекувам тоа ветер и магла, но ние ќе си го продолжиме нашиот концепт на работа кој што е видлив и кој што може да се измери. Социјалдемократскиот сојуз има можност да направат нешто за младите луѓе и студентите, тие не направија, туку ги отпушти од работа нивните родители. 200.000 луѓе останаа на работа, без работа, благодарение на СДСМ. А тие луѓе, ние во моментов сме таа генерација каде што децата на тие луѓе се денеска млади чинители во ова општество, така да мислам дека е лицемерно, денеска сме 1 април, можам кажам и смешно, СДСМ да збори за младите, кои што направија се што можат да стават повеќе во нивните џебови, а помалку да им се даде на младите луѓе. Така да не би сакал многу да говорам за нив. За нас ќе говорат нашите дела, а за нив ќе говори она кое што го имаат оставено во минатото за младите луѓе. Секој млад човек нека се запраша што имал добро добиено или пак овозможено од страна на СДСМ за време на нивното владење. Не сум толку постар, може да постарите слушатели знаат, нека кажат колку универзитети се отворени, колку факултети се отворени, колку стипендии. Во однос на стипендиите, во моментов има над 40 стипендии за различни категории на млади луѓе. Во времето на СДСМ тие не биле повеќе од 10. Значи, кога ќе се погледне било која сфера за младите луѓе, значи бројките и фактите го говорат истото, а тоа е дека ВМРО ДПМН е единствен партнер на младите луѓе во Македонија. Владимир Неловски во пулт, ти благодарам што беше мој гостин и соговорник. Ви благодарам на поканата. Почитувани слушатели, правиме куца пауза за музика и реклами и се враќаме во студиото. Почитувани слушатели, овде го завршуваме денешното издание на Пулт на Радио Слободна Македонија. Денеска разговаравме за проектите кои беа спроведени и кои ќе се спроведуваат во делот на младинската политика. Мој гостин соговорник беше Владимир Ниловски, претседател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Денеска неверојатно во централните информативни изданија централна тема ќе биде излегувањето на ДУИ од владата. Според моите последни информации, во моментов министрите на ДУИ ги доставуваат своите оставки до техничкиот премиер Емил Димитриев. Како ќе
се развиваат настаните во текот на денот, ќе можете да слушнете и во информативните програми на Радио Слободна Македонија. Јас сум Славе Царсов, уредник и водител на пулт во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Ви благодарам што бевте денеска со нас. Останете со програмата на Радио Слободна Македонија и во следните часови. Се слушаме повторно идниот петок. Пријатно. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.